Македонија е подписала да признае Косово шиптарима. Али македонци се Не, Македонија не подписа, морам да те коригирам. Они се признали Косово да е шиптарско. Да ти објасним, нема да... Јас се поносим со мојим народом. Нема везе дали е македонец или србин. Ја овде немам никог, имам само 2 гроба од 2 мужа. Јас кога дојдов во Австралија немаше ни амбасада, немаше ни црква, немаше ништо во Австралија. Ние одеме во другите цркви. Пример, јас дојдов во Вулонго на времето. Чекај, еве Медот исто го снима дечкото. Рекламиве. Кај имаш фарма за ваква работа? Овде во Сидне или надвор од Сидне? Не, имаме фарма голема, колку цела Битола. Стварно? Не знам дали го виде видеото, имавме снимано со еден чичко Мирко Медар, тој продава во Ньютаун, имаше тезга надвор поставено. Нешто се погледам, слушај. Пријатно, се најдобро. Чекај на него нему да го. Еве јас си му дам од ова едно. За 10 Ајде, има. Мед? Дал Господ. Чеки ви дам од другиот брend. Хани 100% вели австралиски мед. Ама ова е македонски мед, не е австралиски. Треба да пишеме брузник. Нарочито овде Манука има бренд. Манука може до $500 кило да биде. Треба да ми објасниш како се работи, еве може ќе станем и медари во Австралија. Треба да нашиот народ да му се помогне, не да се мачат тровјаши да бидат овие. Моето име е Стево Тирицости, јас сум потекло од село Брусник, Битолско. Овде сум дојден во Австралија 68 година и цел мој живот сум присутен околу македонските проблеми, заедница, црква, политика и така натака. А најпоќе со црквата сум, бидејќи преку Македонската православна црква, денес ние дојдовме да не научи Австралија и да знаат кои сме македонците. Оти во минатото ние немаме тука ни представништво, ни амбасади, немаме ништо апсолутно. И црквата ни беше како едно гнездо за сите тие работи. Еден духовен дом. Духовен дом. И затоа игра голема улога за македонскиот народ, кој досега ние ги немаме истите права како што ги имаат другите нации. Исто тие права што ги немаме? Па ги немаме апсолутно. Ние уште не сме регистрирана црква во Австралија како независна црква. Ако сме независна македонска црква тука, призната како што е Church of England, како што е католичката и така натака, има големи бенефици заедницата. Мислам, сега да не бегам од темата, али сите други вери добиваа, сите нации да речам, добиваа голем бенефит од државата. Како јас еден верник, македонски верник, државата мора да ме спонсира секоја година, пример, законски е преку $1,200 на секој еден верник. Сега ние во Нуса това дае на бројка, да речеме 30.000 македонци. Рачуне колку пари ќе има македонската заедница. Тука ние сме уништени, а сами се ништиме. Тука постоеше тој, мислам, проблем да речам и наши македонци, како сега што е Розбери и Каврамата, направија проблеми. Ојде против да се признае, македонската православна црква како црква, да биде во заедница со сите други цркви. Од која македонската црква дека викаш не е призната и од кој се очекува да се призна? Види се, црквата македонска беше непризната до 67 година. Од 67 навака македонската православна црква е независна македонска православна црква, а имаше проблеми што не беше призната од грците, бугарите и србите. Али моментално сега, мислам да не навлегуваме таа голема тема, сме признати, влегоме, го добиме, правото како сите православни цркви, со помош на Српската православна црква и Руската и сите други сестрински цркви. Али прашањето беше за ова денес, тука, така? Точно се дека нешто ви е познато и почетокот, дали вие бевте вклучени во зградбата овде? Јас сум почетокот вклучен, истото ова требаше да се направи во Руквуд. Али овие што излегоа против македонската православна црква, неколку цркви, тоа го блокира преку општината во Олбун и кој се спрече во Руквуд. Во Руквуд требаше да биде голема црква, исто ќе се викаше Света Тројца. Во Руквуд треба да биде, јас бев председател. А зошто голема таму, Олбун е мала црква? Толку дозволе општината тука, тука е местото. А таму ни дава големо место да се направи црква со трем, знаеш како стари квеше е во Македонија,
и да ги уживаме сите права како што има католиците, не знам дали си бил, грците има голема црква, сите други вери има други таму цркви. И плюс ние ќе беме дури независна македонска црква, исто со своји, значи, потреби. Не требаше да се молиме денес не ние по Church of England. Еден блок или плот, да речеме, кошта 20 и нешто или долари. На времето ние, сега мислам, треба да збораме многу околу ова. Беше само $200. Оти тоа место е траст на New South Wales Government. Не е тоа на поединци. На владата е. Значи, многу работи ние, македонците, ги пропуштивме тука. Значи, не можеш да му докажеш на луѓе што нема разбирање. Оде треба прво синото, второ, треба да има луѓе стварно што се разбира околу политиката тука и луѓе што е знат верата. Не може секој еден од црквата оди таму, ајде, прават 300 проблеми. Голема штета си има направена, огромна. Тоа е точно така, али во Не можете да Македонија... се исклучите само за Може како не, може слободно. У Рокдейл, увек е македонец председник општина. Да, еден е. That's it. Еден, али сваке године. Да, па Тама тоа- е комунитет па тоа- македонска, па- тоа е па- мала Македонија. во Ма тоа Рокдейл. причам, сестро моја. Тоа сакам да му кажам, а не сакам да влезам. Македонија, иди у Рокдейл и чуеш све македонски. А вие од кај сте? Ја из Приштине, Загорка. Загорка, мило ми е. А како се најдовте овде денеска вие на отворената Па, македонска преку црква? Зорана. Зоран што е правиот црква. А имате покана од Зоран? Ја овде доđem, ја долазим овде, јас сум донатор за ово што се прави исто. Со Ма има- македонците? Па имаме многу други народности кои не Ми смо сопортира. Исти народ. Исти Што народ. Политичари делу, Иста вера, исто све. Никој проблем nije наш. Македонија е потписала да признае Косово шиптарима, али македонци су мој Не, Македонија не потписа, да, морам да те Они су коригирам. признали Косово да е шиптарско. Ја да ти објасним, нема да... Али народ македонски не е признал. Браво, сега си корект. Па тоа е- Ама тоа е 20 луѓи, тоа е 20 луѓи, тоа бандити. Па тоа е- Они су продали име и ве и све. Па тоа кажем, шта политичари раде не треба да гледаме. Јас се поносим со мојим народом. Нема везе дали е македонец или србин. Не, како се осеќаш, како ти, you feeling? Пуна поноса. Браво, Full of pride. браво. Because they are achieving something, they are heard, they are not ignored. Колку е битно македонската или српската црква за вашите деца, за вашите внуци? Моја деца су сви у Србија и у Беч, нису овде. Ја овде немам никог, имам само 2 гроба од 2 мужа. Јас сам сам. Ја се не осетим сама кад доđem ту. Све сестри и браќа су моја фамилија. Така е, така е. Јас се не осетим сам. А да нема црква ми би били изгубljeni. Jer ја друг ще видим на живот, мало сам дуže на овој планети него ви. А onda sam imala, ja sam došla kad i vi, pre 65 godina, 56, 68. Tad je bila lepa Australija. Sada je ovo džungla. Австралија, кад сам дошao е бија рајска градина. Био freedom, био everything. Ја и војска овде служев, ве 6 години војска, значи имам Niko помен. nije zaključio. Дојдете поблиску до микрофонот, пошто не се чуе. Ja idem. Добро, пријатно. Многу аномали, многу проблеми спомнавте, али човек од друга земја да дојде во Австралија овде, за велите, за Божик, црквите во Австралија се преполни со македонци. Точно. Да се спушти некој човек од небо овде во Австралија, ќе мислат дека е во Македонија негде. Така. Значи сепак нешто работи. Не е така црно. Дозволи, ќе ти кажам прво од моето искуство и од мојот осет, или што вика на енглески feeling. Тоа е само од нашата вера и нашата религија. Ние сме овде едни од груп, како да се изразам, значи најпоќе што сопортираме верата наша. Ако не беше верата, ние ќе беме изгубени тука. Пример, јас кога дојдов во Австралија немаше ни амбасада, немаше ни црква, немаше ништо во Австралија. Ние одеме во другите цркви. Пример, јас дојдов во Вулонго на времето. Волонго имаше српска црква, имаше грчка црква, се извинувам. Македонска немаше. Значи, Која година приликува? прилика во Волонго се отворе, мислиш, јас која година? Која година немаше цркви доволно во Австралија? Значи, до 70... Првата црква во Австралија изградена во македонска во Мелбурн. Најстарата црква во цел свет. Во Фицкрој.
Вие сигурно сте дошли 70-тите во 70-тите. Ја 68 дојдов, немаше. Нусат Валс немаше црква. Сите ни една. Не, имаше во Мелбур, извини. Не, во Сидни. Во Сидни немаше. Првата црква во Сидни 71 во Розбери се изгради, Свети Кирил и Методи. Таа е прва. Втора е Света Петка, трета е Свети Кирил и Методи. И четврта е во Ливерпул, Света Богородица. Али да се вратиме назад, значи дека ми поставите прашањето за како е нашиот осет према нашата вера. Па ако не беше верата, ние ќе беме изгубени. Оти во тоа време командуваат дипломатите и комунистите овде. И шпиони набацени тука преку амбасадите. Али ние со старите тука, мислам, домородци да речам, не домородци, старите печалбари, успеевме да направиме патриотски групи. Игрални групи, спортски групи и со помош пак на црквата. Тој точно го држа нашиот Корект. ген. Земи Рокдал, Рокдал. Јас сум учествувал во Рокдал долги години, од почетокот на изградбата па дури до крајот. Од таму е изникнато и културното друштво и фудбал и Линден. Успееме со лобирање, државата ни го даде игралишќето, Бери Хансворт, и со помош на тоа, ден денес тоа го имам, иначе другите нации го нема. Со една група луѓе како мене, што беме, значи никако не преколиви, како да се изјаснам. Патриотски се осеќаме и не се предаваме. Али сега младата генерација треба да преземи и да организира преку Република Македонија, преку дипломатите, а дипломатите ни се слаби. До сега само едини амбасадор што беше корисен за македонците овде во Австралија беше Веле Трпевски, мислам. А пред тоа ниту еден македонец немаше правилен тука. Нас ни треба, значи, дипломат, татко, ни треба Голема подршка, ни треба тука владика, заедно со свештенството, постои голем проблем. Не сакам да дискутирам во таа тема, не сум јас надлежен, оти ќе дојде, знаеш, проблеми. Али ги знам сите работи, можам да дискутирам на приватно со вас, али во медија вака да дискутираме не е добро. Ние треба да се сакаме и помагаме, да правиме иднина за нашите млади генерации. Тука да предаеме на децата наши, на внуците, и тоа ќе биде успехо. А постои шанса, Австралија голема шанса постои. Брусник сте биле последно време? Јас сам поќе таму сум и спијам, таму се осеќам. Бев пред неколку години, иначе 6 години јас бев и таму. Ако збораме за таму, може и приватно, јас сум крајно разочаран. И што да му порачаме за крај на македонците и во Македонија, па и тука? Македонците во Македонија треба прво да размислат длабоко дека ние сме најстара држава, може и не на Европа, туку на светот, најстара вера, да се сака, да се почитува и никако да не се предава Македонија, да не пратени татари, да не бугари или грци и така натака, да биде Македонија на македонците. Таа е паролата на нашиот апостол Гоце Делчев. Сурда Мојше, не може да ти кажам. Исто и овде, треба се сака, да се поштова и да си помагаме, да се учиме од другите народи. Значи, многу работи постојат. Јас сум поминал многу работи, не сакам јас сега да се правам кој сум, шо сум, али факто е меѓу нас. Стево, чекај. Прати ми го телефонот, ќе се слушниме. Да. Од време на време. Да. Ние свирни во стен можеме, ние имаме каубај куќа тука. Чекај, еве Медот исто го снима дечкото. Реклами бе. Кај имаш фарма за ваква работа? Овде во Сидне или надвор од Сидне? Не, имаме фарма голема, колку цела Битола. Стварно? 150 хектари земја. Знаеш колку е? Милион и пол. Не, милион и пол квадратни метра. Ние одиме надвор, не може цело време во исто место. Снимавме пред извесно време со... Ова е најдобар бизнес. Не знам дали го виде видеото, имавме снимано со еден чичко Мирко Медар, тој продава во Ньютаун, имаше тезга надвор поставена. Нешто погледам, слушај. И... Јас сум од други работи зафатен. Фала ти многу. Еве мет Ова е оригинал, 100% ројал. од Стево Терицовски во Сидне. Кај може да те најдат, кај може да си купат луѓето мет? Моментално јас го продавам на Бог. Црква Му давам на црквата овде ка помош, значи од мене тоа е. А добро, ако сака некој да купи сигурно. Ако сака може. преку црквата. Преку црквата? Ја. Само на Мога ти кажам многу една интересна работа. Дали знаеш дека, сигурно знаеш пошто си медар, пчелите се единствените, освен луѓето, што комуницираат со јазик. Да не си здрав и жив.
матрицата комуницира. Значи, таа 5 години ние ќе дискутираме. Значи, јас нема поме, јас одел Македонија, значи, Пелагонија. Песна и борчите. Пелагонија имаме купено Гевгелија. Јас отворив хотел во Скопје, новодно. 3 дена треба ти кажам, јас сум крајно влезен во македонските работи, ама крајно и разочаран за она што ми постави ти прашањето. Погледаш ова јас прв пат го извадов во свет. И за многу години се гледаме. Амин Господи, во секој едно време да ми дојдеш, имаме дечиња, се запознаат, имам куќа таму, имам се, овде имам 3 внуци, од другото 2 Нема деца. проблем. Ама ќе ти дојде ми брусник. Брусник, Брусник ќе ти дојде нешто ми рече најмалио, тој е истеран, тој го знае, најмалио. Ми се јаве, ми вика, дедо, you work so hard. Ми вика, what's wrong, why? Вика, no, enough. You go 6 months Македонија, ти јас имам симпатизирано, направим филму на Гоце Делчев, му го праќав 5 недели дење ноќе, сите демонстрации овој до тебе праќа тука. Да ти дојди на викенд таму, и ќе поработите на пчелите. Ништо јас не работам, ни на кој да работи. Од викенд ќе ви треба најмалце историјата на Стева, најмалце 6 месеци. Добар ден. Ајде. Дими и Мили. Пријатно и на вас. Фала ви. Сака ти е весна, леле. Фала ви ше едно за медот. Ништо. Биете здрави, живи и за многу години, па се надам ќе се видиме уште една наредна прилика. Само зуба да се гледа. Се најдобро. Чекај бе, на него не му да доме. Еве јас ќе му дам од ова едно. Седи за десата твоја. Не, ајде, има. Мед, Дал Господ. Ќе ти ви Носи дамо ме други стално опрем. пола за... Хани 100% вели австралиски мед. Ама ова е македонски мед, не е австралиски. Треба да пишеме брусник. Значи ако сака некој да купи Да. преку црквата, така? Зошто не му оставиш телефон на луѓето, нека те контактират лично? Ти Лично. кажам кој ќе премием ове. Договорено. Овој е топ бизнис, ќе ти објаснам, ако ме прашаш. Ни се расипва ни ништо и по 10 години. Нарочито овде манука има, бренд, манука може до $500 кило да биде. Почнува од 15, 20, 30. Треба да ми објасниш како се работи, еве можда ќе станем и медари во Австралија. Треба на нашиот народ да му се помогне, не да се мачат тробјаши да бидат да овие пустари. Да ми си здрав и жив. Ајде здраво. Ајде пријатно. Пријатно. Ацка, овој медот мора да го пробаме подитно.